Благодарам, почитувам председателе. Колешка Гевочанова, вашите замисли се во ред. Така убаво сте ги наштимале бројките во буџетот и така убаво звучат сите овие ваши се уште ке, што дури и почнавте да се верувате во нив. Ама народот не ви верува веќе. И ова сега ќе ви ги кажам причините зошто не сте за верување, а ги спомнавте во вашата дискусија. Странски инвестиции не доаѓаат, криминални тендери се множат. На компанијата Жикол и дадовте 2,5 милиони евра. На Зобек и дадовте 500.000 евра. На Стентон 2,5 милиони евра. На МГИ Инвест 4,5 милиони евра за уредување на технолошко-индустријски развојни зони, а нови странски директни инвестиции нема. Чист зијан сме со вас, колешке, колку и да негувате. Народот нема леп, а вие трошите 20.000 евра за октоподи. Самите си признавте дека и покрај кризата во буџетот предвидувате 100 милиони евра непродуктивни трошоци. За 8 години, вашиот министер кажа, 700.000 граѓани ја напуштија Македонија, секој четврт граѓанин ја напушта земјата. Вакви луѓе како вас не смеат да имаат пристап ни до семеен буџет, а камоли до буџет од 5,3 милиарди евра. Одговорност ке има, доаѓа денот. Според Евростат, во првата половина од 2022 година, македонското стопанство плаќа убедливо најскапа струја. Само 5 години наназад, колешке, во 2017 година, стопанството плаќало најефтина струја споредено со земјите во регионот. И овдека не ја фалам јас владата на ВМРО-ДПМН, туку Евростат ја фали владата на ВМРО-ДПМН, онака како што Европа им даде признание за извонредност за работата на 7 градоначалници од ВМРО-ДПМН. Сега, уште една теза која говори дека ги штимате бројките, ќе ви кажам вака. Надворешна сметководствена компанија прави длабинска анализа во јавно предпријатие Охридски комуналец. Знаете што се утврди со анализата? Дека долгот на јавното предпријатие е 4 пати поголем од сметководствената евиденција затекната при промената на локалната власт. Ваква е вашата транспарентност. Значи, над 260 милиони денари е моменталниот долг на ова предпријатие. Така предавате власт. Затоа тврдам дека што побрзо заминете од политичката сцена, толку побрзо ќе се спасат граѓаните. Ваква е шокантната состојба во која не доведовте. Неконкурентна економија и стопанство што е еднакво на клуч на врата за компаниите и отпуштање на вработените. И што е најлошо, како што каже и вашиот министер, луѓето среќата ја бараат надвор од Македонија. Кој има најголема загуба од тоа? Дефинитивно Македонија. Понатаму, очигледно имаме различен светоглед, ние дефинитивно не го гледаме она што вие наводно сте го изградиле. И еве да речеме дека ние манипулираме. Државниот завод за ревизија денес, значи, изрази неповолно мислење во однос на висината и објективноста на финансиските извештаи на Министерството за труд и социјална политика, кое што го спомнавте во вашиот говор. И мислење со резерва во врска со усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива за 2021 година. Меѓу бројните наоди од Државниот завод за ревизија, ќе ви го наведам и овој со кој што се фалите денови. Значи, ваквото мислење на Државниот завод за ревизија, според неговиот извештај, како клучни утврдени состојби се наведуваат начинот на остварување на правата на парична помош
од социјална заштита, распределбата на блок дотациите по општини, начинот на избор, критериуми за избор, потребни квалификации, правото и висината на надоместокот на комисиите, пописот на средствата, побарувањата и обврските со кои располага Министерството за труд и социјална политика и нецелосно евидентирани материјални средства. Затоа велам дека ги штимате бројките во буџетот. Може би велам, меѓународниот фактор ќе го излажете, но граѓаните не можете. Затоа рейтингот ви паѓа. Затоа ќе бидете прегазени на следните избори, кога и да се случат, колешке. Македонија е во очај со оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Фискалната одржливост е одамна изгубена. Фискалниот простор е исцрпен, јавниот долг енормно зголемен и повторно значајно ќе се зголемува во наредната година. Со губење на конкурентската позиција на македонската економија и со најлоши регионални остварувања во економијата. Од економски лидери, колешке, со оваа ваша власт веќе сме економски лузери. Државната каса ни е пред банкрот, сите знаеме дека нема лесно да преживееме, затоа што допрва доаѓа сметката од постоењето и неработењето на оваа влада. Во предлог буџетот за 2023 година нема ништо, апсолутно ништо за тоа која краткорочна и среднорочна стратегија ја имате за зголемување на капацитетот на домашното производство на електрична енергија. Ке ве прашам, ево, кажете ми дали и каде во овој предлог буџет гледате борба со сивата економија и корупцијата. Обврските ги кредитираме со заеми, нема капитални инвестиции. Иако се подсмири ковид кризата и понатаму гледаме зголемени трансфери за здравство и тоа според мене се должи на високиот доспеан, а неплатен долг. Огромните трошоци за камати изнесуваат 210 милиони евра и тоа е она што ја побива тезата на вашата влада и на вас од мнозинството кои го браните овој расипнички буџет, дека ефтино се задолжуваме. Од друга страна, и покрај фактот што сме сред енергетска криза, наместо фокус на овој буџет да ви биде кризата, ние гледаме дека пари за енергетска инфраструктура нема. Имаме пари само за некои гасни поврзувања и тоа мизерни 3 милиони евра во буџет од 5,3 милиарди евра, замислете. За само 2 години приходите се зголемени за 1 милиарда, расходите се за 75% поголеми, апсолутно ништо видливо немаме. Дефицитот ви е буквално весела математика за пред меѓународниот фактор, а реалноста е дека цели 2 години имаме 700 милиони евра дефицит и тоа, колешке, се пари кои што ги немаме, а ги позајмуваме. До толку е напумпан буџетот што ќе експлодира, верувајте. Сите знаеме дека растот на приходите е заради растот на цените и даноците. Што ги очекува граѓаните? Инспекции, притисоци и казни. Малку ви беше растот на цените на сите прехранбени производи, па недостасуваше уште и катастарските услуги да ги поскапите преку ноќ. Сакам да ми кажете, ако не вие, еве заменик министерот е тука, со кој управниот одбор, може, Јован, може. Значи, управниот одбор го донесол, а владата го одобрила новиот тарифник од пред неколку дена, со кој за 300% повеќе се наплаќаат катастарските услуги. На што се должи ова поскапување? Мора да им кажете на луѓето. Значи, владата ги одобрила, колешке. Владата ги одобрила тарифниците. Сега, за промена на носител на право и вид на право, од 300 денари услугата скока на 1250 денари. За историјат од 600 на 750 денари. За имотен лист од 180 на 250 денари. Еве како што велите, не била владата, системот ја пресметувал крајната сума на услугите. И сега треба да верувам дека ви го хакнале системот, па системот дава вакви цени. Друга логика за овие поскапувања нема. Ама не е хакнат системот.
Хакната ни е владата и бара итно преформатирање. Од даноци, планот ви е да соберете 3,4 милиарди евра. Од казни 152 милиони денари повеќе од минатата година. Ова се вашите економски политики кои не закотвија на дното, а на површина ни исплива само стапката на мизерија, според која сме на второ место во Европа и која совршено сведочи за фактот дека граѓаните ни страдаат, затоа што 2 минимални плати не можат да ја покријат потрошувачката кошница. Тоа што пред 2 години го купувавме за 500 денари, сега не можеме да го купиме ни со 1000 денари. И ова е неточно. Македонија, колеги, памети и едни многу подобри времиња. Ќе ве потсетам, во времето кога владата предводена од ВМРО ДПМН се откажа од 1% од бруто домашниот производ за реинвестирање на добивката и креирање на мерки за сите, за разлика од денес, кога се носат мерки за на власта блиските. Оваа моја констатација ја потврди и Државниот завод за ревизија, кој ви кажа дека нема општи мерки, туку таргетирани, селективни и што е најлошо, дискреционо доделени. Не донесовте подобар живот, а уште помалку живот за сите. Прераснавте во група на олигарси кои го изгубија допирот со обичниот народ и неговите потреби. А доволно ќе беше само честно и посветено да работите, за да имаме мала позитива во буџетов. Знаеме дека е тешко, но видовме градоначалници кои покажаа дека и во исклучително тешки услови за работа, ако се работи честно и посветено, може да се добијат резултати. Во само 1 година власт, тие луѓе покажаа како се оди во Европа и токму таа Европа ги награди со ознака за извонредност. Нема криминали, нема скандали, има само и единствено работа. За жал, вие, патот до Европската Унија, сакате да го изодите само преку капитулантски договори. По тој пат, колеги, ќе стигнеме во провалија. Секоја година тврдите дека сте се откажале од непродуктивните трошоци и за секој нареден буџет велите дека е буџет за економски раст. Ниту се откажавте од трошоците, ниту пак гледаме економски раст на повидок. 2,2 милиарди денари повеќе за плати и надоместоци во однос на буџетот за 2022 година. 131 милион денари повеќе за патни и дневни расходи и 970 милиони евра за разни трансфери во кои го маскирате баш и бузлукот. И овие бројки никако, апсолутно никако не се знак дека сте се откажале од расипничкото трошење. Економски раст не се постигнува со едва и 52% реализирани капитални расходи во 2022 година и тоа на ребаланс со кој скративте 100 милиони евра за оваа намена. Ама сега ќе сте реализирале 800 милиони евра за капитални инвестиции. Мижи Асан да ти баам. Економски раст, колешке, не се постигнува со намалување на 66 милиони денари за привлекување на странски директни инвестиции и 107 милиони денари помалку за финансиска поддршка на инвестициите. 600 милиони евра годишно не задолжувате, а со овој буџет во следната година ќе не задолжите за 1,5 милиарди евра и јавниот долг ќе ни достигне 8 милиарди евра. Сета среќа што доаѓа денот кога според сработеното ќе си го добиете заслуженото. Ви благодарам. Ви благодарам.